Every day you pass me by. Every day you pass me by. Basement life, yeah, flow, dope, свеж како homegrown. Ако си макрап фан брат, моите луѓе се Здраво кап. дечки, добре дојдовте во 8-та епизода од Слободни фрлања со Никлеман. Символично во оваа епизода ќе ја доделуваме оваа слика на која Коби го носи дресот со број 8. Заедно со Urban Arts, изминативе неколку дена спроведовме голем giveaway на нивниот Instagram профил, а кој е среќниот добитник ќе дознаете на крајот на ова видео. А денес ни гостува играчот со број 5 од МЗТ Скопје, член на македонската кошаркарска репрезентација, еден од најдобрите млади играчи во Македонија, Кристијан Николов. Трипај дека Здраво, здраво. Здраво, Кико. Било ми е што си дел од Слободни фрлања. Било ми е што ме покани, фала ти. Дали си спремен за 1-1 слободни со Никлеман? Секако, не знам ти дали си спремен. Идеме да видиме. време, а секој Првото прашање за Кристијан. Кажи ми, Кико, според тебе, кој е најдобар играч моментално во Македонија, во Европа и во NBA? Во Македонија, ја, секако дека ја. Во Европа, кој би кажал моментално, Нандо Деколо. Во Европа, во Евролига. А НБА, иако оваа година не пратам многу, мислам дека Дончич и Никола Јокич. Газат балканците. снимано е пута мадре, не дека су motherfucker злој. Кај тебе на Инстаграм може да забележиме слика со Коби Брајант. Во чии знак е цела оваа епизода на некој начин. Можеш ли накратко да ни го доловиш моментот? Добро, тоа беше стварно посебен момент, така да не знам, ние бевме одбрани неколку, ајде да кажам, таленти од Галатасарај, што имавме шанса да се запознаеме со Коби и тоа е едно незаборавно чувство, ајде да кажам, незаборавен момент во мојот живот. Коби, нормално за Коби. И па ти, Кика. The good of the hood, cause this might be the last time. 3-2-1. Game on the line. Топката е во твоите раце. Кој е твојот потек? Дали може би одиш на шут за 3, влез кон кошот или пас на најдобриот шутер од тимот? Зависи колку е резултат, така да ако треба, ако идеме на тројка, тогаш би шутирал тројка. Ако можам и со двојка да победам, тогаш би направил нешто кај што би завршил, дали со pull-up или со двочекор, али све зависи од резултатот колку е. Ама во ниеден случај не ја додала. Имаш со кошарката, играјќи во Турција, шетано и настапувано скоро низ цела Европа, ако не се лажам. Кој место ти остави најголем впечаток во смисол каде би живеел? Најголем впечаток, Телавив, Макаби, да. Преубаво место, викаат малото Мајами, така да сонце, позитива, све што би посакал еден спортист, ајде да кажам. Фурам нема стоп, а ти пази си го суратот во муслим. Аби може би е убаво, ама на Кико не му донесе среќа во слободно. Кристијан, од прошла сезона, според статистиката што е достапна на Кошаркарска федерација на сајтот, бројките, како минутажата, така и бројките твои се, да кажам, опаднати. Која е причината за тоа? Мислам дека некои повреди што ме спречија малку да бидам тоа што сум. Ајде би кажал повредите, неконстантно тренирање и тоа си го направи својот. Пратил форма. Имавте тешка, да речам, утакмица со ТФ-та. Која е моменталната атмосфера во тимот? Не сте баш при врвот на табелата. Дали се очекува и оваа сезона да атакувате на титула? Да, добро, МЗТ како и секоја година атакува на титула, како во АБА 2, така и во македонското првенство. Добро, имавме 2 или 3 пати проблеми со ковид, така да кај што не трениравме, тоа би се споило месец и пол или така нешта. Имам одиграно многу премалку утакмици, тоа си го прави своето, али од утакмица на утакмица се подобри играме, така да ќе се вратиме на врвот многу брзо. Вакво шутирање, бога ми, брзо ќе се врата. Беше со националниот состав во Естонија, сега одите во Перм во Русија. Дали мислиш дека можда намерно ве носат на ладно да ве фатат на фора? Искрено ви кажам, да, прво бевме Перм, кај што беше, не знам, некој си минус 26, така нешто. Естонија, кај што исто беше преладно и сега пак не носат во Перм. Два пара дзиври, например. Може и по 3. Влезе в шем.
Пошто братот му беше шемаджија на време. Ми кажа за очекувањата со МЗТ, дали мислиш дека со репрезентацијата можеме реално до Евробаскет 2022? Да, зашто да не? Тоа ни е цел, тоа е цел на цела македонска кошарка и идеме на сите победи. Македонија. Кико, потекнуваш од кошаркарска фамилија. Твојот татко Зоран Николов има настапувано долги години во првата кошаркарска лига во Македонија. Кажи ми, дали тоа ти било на некој начин притисок во младинските денови, дека мора да станеш и мора да успееш во кошарката? Не, тоа беше... Јас сум растен у Сали, а од секогаш сум сакал да бидам кошаркар. Тоа ме влечело, пошто од бебе што се вика, јас сум у Сали и ја тоа го сакам. Као никогаш не сум осетил као притисок дека морам нешто да правам. Едноставно ја тоа секогаш сум го сакал и среќен сум тоа што сум. Стрпни посцени грдино, градовни листа, моменти на врв и до. За Шилјо. Поздрав за Шилјо. И за крај, лабаво едно, вака доста те измачевме со прашањава. Го спомнавме братучет му, иначе заедно завршивме со Нино у средно. Дали, може би не за кошарка толку, совети, ама дали за каде е шемата, како со девојчињата, дали од него добиваше такви совети? Да, добро. Кога и да се вратам од Турција, тоа беше лето. Кога и да се вратам, секогаш идегувавме заедно. Секогаш он беше шемаџијата, секогаш он знаеше кај да ме однесе, кај да ме прошада. Он беше заложен за таа работа у Скопје. Времето гази, ја не знам кој ми. Ино. Гледам сад, ноќна е долга, денот го спијам, немирен крај носи немирен сон. Ако сакаш ко мене да живееш, Можеме. повели. Спремен. Прво прашање од мене. Што сакаше Никлеман да биде кога ќе порасне? Јако, исто како ти што кажа од малу Сали, ја не од толку мало или од прво одделение и секако дека сакав да станам кошаркар. Мене да живееш, повели, дојди ке смениме. Која утакмица до сега ти била најтешка за судење? Најмногу притисок? Кај што си осетил? Во Свети Николе, играа втора лига Свети Николе со Борец од Велес. Без обезбедување, без редари, без ништо. Тензична утакмица, губи Свети Николе 20 разлика и се враќа. Имаше многу зезнати моменти. Значи, чекавме едно саат време после утакмица, усоблекувална, да се расчисти за да може да искочи. Улиците пекол се на нив се шета. Трето прашање би било, дали е тешко да најдеш патики за судење во Македонија? Добро прашање. Стварно е тешко у Македонија да најдеш добри патики за судење. За судење треба да бидат во склоп на дрес-кодот и да се црни, така да по продавниците спортски многу ретко се наоѓаат добри црни патики за трчање. Времето гази, ја не знам кој ден сми, не гледам сад. Ја ќе промаш. Денот го спијам, немирен крај носи немирен сон. Ајде бе, брат, што? Абе се замислев, брат. Многу ми е криво, бе, сакам да упишам втор факултет, не бев на Work and Travel. А ги гледам овие од контекст, имаат многу добри понуди за лето. За да не ви биде криво и на вас, посетете ги контекст и аплицирајте си на време. Денес ми е окей, чилираме било кај лага. Следно прашање. Дали си спремен? Дали би можел да се опишеш со фристайл самиот себе? Идеме вака. Снимам слободни фрлања и сум многу добар. Можда не сум Black Mamba, али сигурно сум Кобра. Извини, ама мора да ти спуштам. Има фрки, ама не се big deal. Има фрки, ама не 4 се од 5. Денес си е чил, си е ко на филм. Нема напетола, баве ме у стил. Ори! Ден, само чил, само лесно. Джеба вискината нема 5 банки, ама пак се е кул, се е кулера. 8-6. Неко на фест, фала за понудата, но не ме. Бе таму, што ме снимаш? Тргни се, бе таму. Последно прашање. Која ти е омилена песна што си ја направил? Пишете на YouTube таму Никлеман _Мерак. Не барам многу, голем има мерак. Абе, да му се сневиди. Па од Мерак ги шутирам слободни, ама 6 само погодив. Кико ме победи. 8-6. Честитки. Добар шут. Следен пат се шутираше, следен пат се повише тренинг. Вежбав, се трудев, ама. Време е за Delta Car Wash 3-point shot. Дека живееш еднаш. Мерак,
Мерак ми е што сум Мераклија, ко во приказната Мераклија со тапија. Кико ме победи 8:6, така да он е наред да шутира тројка. Ако ја погоди од прва, тоа значи дека ќе собереме 1500 денари, ако погоди од втора вреди 1000 денари, ако погоди од трета шутот вреди 500 денари. Идеме да видиме што ќе направи Кристијан Николов. И донеси го Второ бит. Нареди се палачинки, сладолет, Мераклија, ке мене на подкров. Вака како Кармело вака. Има мерак. Дечки, тоа беше тоа. Кристијан Николов во слободни фрлања ме победи 8:6. Ја даде тројката од второ бит, заедно собравме 3800 денари, што како и во секоја епизода ќе бидат донирани во хуманитарни цели. За да не го пратиме Кико празан на кај дома, му спремивме доста подарочиња. Ајде, мистер Хент. Слободни фрлања мајчка Кико. Појле. Да имаш за тренинг. Фала многу. Ништа. Здрава храна Моринга, нашите пријатели спроти црквата Светилија и поликлиника на Сандански во аеродром се наоѓаат. Посетете ги, имаат убави работи. Поели ова нешто за грицкање, здрава храна. На полу време. Сладкарал апетит во наслада лисиче, микс од многу вкусни колачиња имаме тука исто така за тебе. Вуди Муди, отворете ја нивната страница на Инстаграм и видете што изработуваат, они имаат многу убави украси изгравирани на дрво. Поели Кико, и тоа за тебе. Фала многу, Никлеман. Мислам дека вака нема да си идеш празен на кено. Искрено, фала ти многу. Така да. Нема проблем. Нешто да им порачаш на гледачите вака, на младите играчи на ово. Тренирајте напорно, верувајте у себе, секој си дојде. Фала многу на Никлеман. Гледајте слободни фрлања со Никлеман. Чао, чао. И останете здрави и живи. Чао, 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 чао. Дечки, како што видевме на почетокот, сега ќе го одбереме победникот на giveaway-от со Urban Arts. Честитки на среќниот добитник, истиот ќе биде сконтактиран во приватна порака од страна на Urban Arts околу подигнувањето. А за сите вас кои ви се допаѓа оваа слика, не успеавте да ја добиете, обезбедивме 30% попуст за нарачки направени преку Инстаграм профилот на Слободни фрлања.